Добро утро, почитувани гледачи. Го следите вториот дел на утринското издание на емисијата Нов ден. Се надевам дека ве наоѓаме пред се во едно добро расположение. Ние сме тука за да го дополниме овој прекрасен, убав, топол ден пред се со многу нови информации. Денес отстапуваме минути за темата на денот. Ден резервиран за областа здравје. Здравјето на бубрезите се вели дека е есенцијално не само поради тоа што тие ги филтрираат течностите и отровите од нашиот систем, туку и поради тоа што произведуваат важни хормони и ги регулираат електролитите. Токму по овој повод денес имам двајца гости кај нас во студиото, па чест и задоволство ми е да ви ја представам. Господја Сашка Денковска-Петковска, првен дамата магистар по фармација, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. И професор доктор Кочо Чакаларовски, интернист, нефролог, добро утро и за вас. Добро утро вам и на гледачите. Така, да започнеме со денешната тема. Професоре, започнуваме со вас. Рековме дека бубрезите се оние кои што се одговорни за филтрирање на крвта пред се. Што се случува со нив доколку не работат правилно? Па како што кажавте во најавата, ако бубрезите не работат правилно, прво и најопасно е што доаѓа до дизрегулација на течностите и на електролитите, како и на киселите радикали во крвта, бидејќи бубрезите се централен орган кој што ја вршат таа регулација. Ако дојде до задршка на кисели радикали, се зголемува киселоста на крвта, се блокираат повеќе од 600 ензимски системи во телото и може тоа да биде критично доколку се оштети централниот нервен систем, тоест мозокот. Инаку, ако не се изфрли водата, доаѓа до нејзина задршка во телото со покачување на циркулаторната течна маса, со пораст на артерискиот крвен притисок, може да дојде до оток на така наречените ганглиски клетки на мозокот, да се јават грчеви, значи клонично-тонични на мускулатурата и може пак да се заврши катастрофално со смрт. Некои електролити на тој план се многу значајни, како што е калиумот. Задршката на калиумот во телото доведува до нарушена функција пред се на срцето, како и на мускулите и на нервите, и тоа исто така може да биде кобно по пациентот. Затоа не се вика случајно дека бубрезите се централниот регулатор на телото и тие овозможуваат добра функција на другите органи кои што ги сметаме може би повитални од нив, како што е срцето и мозокот, централниот нервен систем. Значи, телото е една сложена кохезија на многу ткива и органи кои возможуваат функционалност и здравје. Како што кажавте во најавата, бубрезите не се само обичен филтер и регулатор на течностите и на крвниот притисок, туку тие исто така создаваат и одредени хормони. Еден од тие позначени хормони е така наречениот ренин, ангиотензин, алдостерон систем. За жал не можеме да ги преведиме на народен јазик овие термини, но овој систем е вклучен во одржувањето на постојаност на артерискиот крвен притисок. Вториот систем е на регулирање на метаболизам на витаминот Д. Витаминот Д е многу важен за скелетниот систем, пред се исто така и за апсорбцијата на калциум, за внесување, вцицување на калциум од цревата во крвта. Значи, во бубрегот се врши една важна биоконверзија, тоест 25 хидроксихолекалциферолот минува во 1,25, кој што се вика генерички калцитриол и кој што ја врши таа права функција. Инаку еден мал дел
од така наречениот 7-дехидротахистерол, под дејство на сончевата светлина може да мине во калцитриол, но тоа е една незначајна работа. И би кажал дека во бубрезите се создаваат и други хормони како што се простагландините. Едни од нив се вазоконстрикторни, другите се вазодилататорни, значи едните ги стегаат крвните садови, другите ги олабавуваат и пуштаат, како што се серијата, да кажам, Е и И, кои се вазодилататорни, и простагландин, да речеме, алфа, кои што се повеќе вазоконстрикторни. И последното, што би го спомнал во воведот на оваа емисија, дека бубрезите исто така и елиминираат некои хормони. Например, инзулинот. Тоа е хормон кој што 90% се разградува во тубулските клетки на бубрезите. И како пропаѓа функцијата на разградувањето на инзулинот, така неговото количество во крвта рециркулира, останува повисоко. И за жал, кај диабетичарите, кои што се на инзулин, како напредува оштетувањето на бубрежната функција заради диабетска нефропатија, воспаление или покачен крвен притисок, така доаѓа до зголемување на циркулаторната доза на инзулин и се намалуваат потребите од внес на надворешен екзоген инзулин. Тие мислат дека се подобрила состојбата на диабетот, но за жал тоа е знак дека бубрезите помалку го разградуваат екзогениот и внатрешниот ендоген инзулин. Тоа е околу хормонската улога на бубрезите. Да слушнеме нешто и од фармацевтски аспект, господја Петковска. Еве, од вас на што фармацевтите обраќаат особено внимание, што е она што се изучува во врска со бубрезите од областа на фармацијата? Секако дека функционирањето на бубрезите е од животно значење. Меѓутоа, при одредени заболувања, како што рече професорот, значи при диабетесот, одредена атеросклероза на вените, на артериите, значи може да допринесат при нарушување на функцијата на бубрезите. Секако дека тука ги вклучуваме акутните и хронични заболувања. При одредени травматски повреди, тука се вклучени на бубрезите, може да наштетат во функцијата. Секако одредени вирусни инфекции, бактериски инфекции, акутни можат да допринесат за функцијата, или пак хронично оштетување кое што трае подолг период, или секако дека тука се вклучени одредени вродени нарушувања, значи одредени затнувања на уринарните канали, одредени нефролошки заболувања, односно на самиот вродени генетски нарушувања влијаат во функцијата на бубрезите. Секако дека ние како фармацевти во консултација со лекар, со специјалист, со интернист, даваме соодветна терапија за подобра функција на бубрезите и подобро здравје на пациентите. Сега, професоре, колку е тесна врската помеѓу високиот крвен притисок, бубрежните заболувања и диабетесот? Да, многу убаво прашање. Значи, две болести во светот се така неинфективни, но во фаза на една прогресивна епидемија, а тоа е шекерната болест или диабетес мелитус и артериската хипертензија. За среќа, во големите цивилизации на Западот, процентот на пациенти со есенцијална артериска хипертензија, тоест хипертензија чија причина не ја знаеме, се намалува, но диабетот насекаде, па кај нас е во голем прогрес. Каква е врската меѓу тие две болести? Па како што кажа претходно колешката, атероматозата е многу поголема, позасилена, позабрзана, поакцелерирана кај пациенти кои боледуваат од шекерна болест. А атероматозата доведува до нарушување на циркулацијата во бубрегот, па тоа доведува до пораст на крвниот притисок. И сега доаѓаме до прашањето на кокошката и јајцето, што е позначајно. Дали атероматозата која нарушува циркулација во бубрег, а овој преку механизмот на ренин-ангиотензин алдостерон создава пораст на крвниот притисок, или крвниот притисок сам по себе како примарен може да предизвика атеросклероза. Во секој случај, кај пациентите со шекерен диабет, артериската хипертензија е многу
почесто висока и атероматозата исто така е позабрзана. И за жал, кај диабетот се погодени две васкуларни структури. Прво, структурата на малите, ситни крвни садови, која што ја викаме микроваскулопатија, и структурата на големите крвни садови, како што се артериите на мозокот, на срцето, на внатрешните органи и на периферијата, односно артериите што ги хранат мускулите. Затоа диабетот, ако не се диагностицира на време и ако не се лекува регуларно, дава последици по здравјето и по квалитетот на животот, кои што со ништо не можат после да се компензираат. За жал се завршува со високи ампутации на екстремитетите, на нозете, главно, или микроангиопатијата, значи оштетувањето на крвните садови кои што го исхрануваат окото, доведува до слепило, која е честа компликација кај диабетичарите. Да не зборуваме за мозочниот удар и за срцевиот удар, кои што не многу се почести кај пациенти кои боледуваат од диабетес. Ако само погледнете бегло во центрите за диализа во државата, ги имаме такви две корпорации кои што спроведуваат лекување со вештачки бубрек, ќе видите дека околу 2/3 од пациентите кои завршиле со губење на бубрежната функција се должат на диабетес или на артериска хипертензија. Артериската хипертензија е болест на цивилизираниот човек. Има статистики кои кажуваат колку повеќе сол во храната внесувате, толку е поголем ризикот да ја добиете болеста и да страдаат паренхимските органи заради атеросклерозата за која што зборував. Цивилизации кои не користат сол, значи луѓе кои живеат на високи планини, на Хималаи, Анди, Памир и така натака, не користат сол во исхраната и таму е долговечноста многу поголема заради тоа што немаат артериска хипертензија. Значи цивилизираниот човек со тоа што внесува сол, внесува премногу масти во исхраната, премногу долго време е пред телевизиските екрани, не посветува внимание на физичката активност, станува жртва на оваа болест, која потоа и со најмодерни лекови не можете така лесно да ја ставите под контрола. Кога сме веќе кај модерните лекови, што е она што се препорачува за бубрежните заболувања и што треба да има во својот состав? Секако дека на пазарот има голем број на препарати со различен состав, меѓутоа кој тип на лек ќе се избере конкретно одлучува лекарот. Значи според потребите, тоа се индивидуални потреби, според одреден пациент, според неговите потреби ќе се одреди и точниот лек, односно неговиот состав. Секако дека, како што реков и претходно, дали се работи за некое акутно или хронично заболување, секако и тука ние ги советуваме пациентите за дополнителна алтернативна терапија, која што ќе допринесе, нели ќе ја потигне, ќе го затвори кругот на лекувањето. Значи, дали се тоа вклучени химиските лекови и алтернативните, значи одредени лековите билки, кои што ќе допринесат заедно нели за побрзо оздравување на пациентот. Така да конкретно, значи за кој препарат, тоа ќе одлучи самиот лекар, односно самиот интернист, според потребите, индивидуалните потреби на одреден пациент. Нели за секого потребите се различни. Така. Бидејќи вие сте во директен контакт, исто како и професорот со пациенти, и вие исто така во вашите аптеки, каква е статистиката во моментов, дали има се повеќе заболени од бубрежните заболувања или пак тука некаде се држи границата, се буди свеста кај луѓето и навремено реагираат и превенираат? Да, секако, како што реков, нели бубрежните заболувања може да бидат последица и на многу други заболувања, односно многу други фактори да влијат на бубрежната функција. Секако мене ме радува фактот што имаме достапност на информација, што брзо реагираме. Секако дека тука е стручноста и на лекарите кои што цело време се во
надоградуваат, односно преку одредени семинари и сите обуки што се вклучени за нив. Тука се и фармацевтите кои што цело време ги пратат трендовите и новите откритија, новите достигнувања што се во фармација, секако за да помогнат побрзо, односно поефикасно на пациентите, да ги сфрлиме сите оние можни несакани ефекти кои што можат да допринесат до одредени компликации. Дали статистички имаме повеќе заболувања, бубрежни заболувања, секако дека јас најновите статистички податоци не ги имам, меѓутоа според моите согледувања мислам дека се намалени. Еве тоа е убава информација, докторе. Значи така е. Видете вака, епидемиолошки податоци за тоа точно колкав е бројот на пациенти со бубрежни заболувања во Македонија не можам да ви кажам, бидејќи за тоа се потребни обсежни и долготрајни студии на нашата популација. Значи, треба да се испитаат сите граѓани или поголемиот број од нив врз основа на епидемиолошка анкета за да се добие еден релевантен одговор. Меѓутоа, општо гледано, ако се споредат бубрежните болести со болестите на другите органи, тие се нешто поретки, значи не се така чести. Зашто не се чести? Затоа што пациент со бубрежна болест ретко кога оди на лекар што нема одредени тегови. Тој оди на лекар кога ќе има одредени тегови. А кога ќе почнат теговите, обично бубрежната болест е напредната и бубрежната функција може да биде и изгубена или тешко нарушена и не може повеќе да се возврати. Така, доктора, професоре, се извинувам што ќе ве прекинам. Ајде да слушнеме и каква е симптоматологијата, како рано да ја детектираме болест. Видете вака, бубрезите се орган кој што е составен од паренхим, од крвни садови, има посебни структури кои што се викаат гломерули и класификацијата на бубрежните болести е анатомска, значи не е етиолошка, ние не можеме да направиме тонзила, тонзилитис и некоја бактерија, стрептокок која што ја напаѓа тонзилата. Значи, многу ситуацијата покомплексна и затоа ги делиме грубо на гломерулопатии, васкулопатии, интерстициопатии, кога страдаат крвните садови или тие клопчиња ситни, мали, што се наоѓаат по 1 милион во кората на двата бубрега и на крајот ткивото кое што ги поврзува, меѓу интерстицијално ткиво или пак страда целиот бубрег, глобална нефропатија. Наследните болести обично се глобални, значи погодуваат повеќе структури заедно. Во Македонија многу е застапена полицистичната бубрежна болест, која што може да биде автономно доминантна и рецесивна, и таа болест зема замав се повеќе и повеќе, особено кога се затворија границите после 1990 година, кога луѓето се ориентирани еден на друг, така да може да се каже дека доаѓа до рекомбинација на негативни гени. Например, во Источна Македонија, во овој крај, Свети Николе, Штип, Веле, Спајате и Кратово, Крива Паланка, така натака може да се каже дека процентот на пациенти кои боледуваат од таа болест е позначен. Инаку, како да ги препознаеме бубрежните болести? Да кажеме, бубрегот може да биде причина за пораст на крвниот притисок. Крвниот притисок се знае што дава главоболка, тилно затегнување, некој пат може да има зуење во ушите, може да се јави несоница, да се јави некаква тежина во градите, опресија, како се вика стручно. Меѓутоа, вие не знаете на што тоа се должи. Дали имате примарен крвен притисок или пак бубрегот довел до пораст на крвниот притисок. Да речеме, ако е тесна артеријата која што го снабдува со крв бубрегот и ако недоволно крв влегува во тој бубрег, тој се обидува да го зголеми бубрегот за да се обезбеди себе си добро крвоснабдување. Но тоа па доведува до штетување на другите ткива и органи заради покачениот крвен притисок. Така да симптоматологијата на крвен покачен притисок треба да го наведе докторот, да го исследува пациентот од аспект на тоа што е причина за тој покачен крвен притисок, да направи определени исследувања. Да кажеме, денеска имате модерна ехо-доплер технологија која ќе ви каже дека тој бубрек не добива доволно крв или дека добива само 30
40% од крвта која нормално треба да ја доби. Потоа имате модерни техники, како што е КТ ангио, компјутеризирана томографија со ангиографија, која ќе го покаже теснецот и ќе му каже на васкуларниот хирург дека тука може да се направи добра работа, ако навремено се интервенира и тој теснец се острани. Било со тоа што ќе се стави некоја федерче, стенд, како што се вика модерно, или пак ќе се пресече тесниот дел, па со дел од вена ќе се премости теснецот, байпас, како што модерно се вика, или понтаж, како што викаат французите. Значи, за таа примарна болест, каде што бубрегот дава хипертензија, ги имаме тие начини на решавање. Но морам да напоменам дека треба интервенција да стане многу рано, пред да дојде до така наречено систематизирање на болеста или висцерализирање, тоа е покачениот крвен притисок, да ги оштети органите, крвните садови на другите органи и ткива, и тогаш вие може да направите интервенцијата, меѓутоа не ги спасувате веќе жртвите, тоест другите ткива и органи заради атероматозата која што настанала. Инаку, некои посебни вака симптоми на бубрежните болести, ево кажавме за хипертензивниот синдром, така, можете да имате отоци по целото тело, кога бубрезите пропуштаат голема количина на беланчевини, белки во 24-сатната моќ, и доаѓа до концентрација, до падна концентрација на белките во крвта, а тоа доведува до намалување на еден притисок кој што се вика колвидно-осмотски или онкотски притисок, и сега нема што да ја држи водата во циркулација и таа бега во ткивата, па се јавуваат тие бледи, безболни, лесно потисливи и утрински отоци, кои може да бидат по цело тело, обично се јавуваат на очните капачи и повеќе наутро, додека овие срцевите се поцрвеникави, тврди, болни и се јавуваат повеќе навечер. Тоа студентите по медицина добро го знаат да ги разликуваат кој тип на оток од кој потекло е. Тоа е еден карактеристичен знак. Потоа нешто што е исто карактеристично за бубрезите може да дојде до промена на бојата на мочта, таа да стане црвена. Тоа секој пациент ја го вознемири и веднаш ќе побара лекарска помош, должноста на докторот да таа урина ја испита и да се види на што се должи бојата. Дали се тоа с големен број на црвени крвни клетки, еритроцити, и тогаш станува збор за хематурија, еритроцитурија, или пак се распаднали тие клетки во циркулацијата, па се ослободила крвната боја, која се вика хемоглобин, па дошла во мокрачата, во мочта, и тоа го викаме хемоглобинурија. Замислите, некој доктор дава погрешна трансфузија, му дава трансфузија погрешка, било на доктор, било на сестра, од една крвна група на друг. Значи, ќе дојде до замена некој пат на флашите крв и вие ќе имате една хемолитична акутна криза која ќе заврши со хемоглобинурија. Или младо момче кој е многу амбициозно, па сака многу да тренира, така да постигне врвни спортски резултати, добива оштетување на мускулите, така наречена ексерсайз, миолизис, со ослободување на миоглобин, тоа е исто црвена мускулна боја која во мочта ќе ви направи миоглобинурија. И се тоа хемиски вака на око црвена е мокрачата, но не знаете дали е хемоглобинурија, миоглобинурија, еритроцитурија. Порано таа појава беше многу честа во Македонија кога ја имавме маларијата до 1964 година. Тоа е во фаза на шизонт кога прскаат еритроцити, па се јавува хемоглобинурија сега. И последната црвена, например, бордо боја на урина, како вино бордо, е кога имаат порфирини, значи не доаѓа до добра синтеза на хемоглобинот, порфиринуријата ќе ви даде исто така една убава розева боја. Тоа што ќе ги вознемири пациентите, зашто ќе побараат помош и во тие ситуации дијагнозата многу поефикасно се. Најопасно е кога болеста си тече, не дава некоја симптоматологија, може да се јави слабокрвност, бледило, така неволност за работа, расположението да се малку кај тие пациенти наруши, нелесен степен на депресија и така натака. И затоа кај тие пациенти треба да се, штом некој има било каков од овој аларм, да се запали во главата на докторот, да се тој пациент исследува.
докторот треба да покаже одредена доза на активност, да ги бара тие пациенти, особено лекарите од примарна здравствена заштита. Значи, не се најболни тие што стално ви доаѓаат во амбуланта, него тие што се прикрепени од вас, од време на време да ги повикате на такви превентивни, да кажам, прегледи. Незалудно Фондот за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство им задаваат задачи на лекарите од здравствената примарна заштита да работат на превентивен план, тоест едно од полето треба да бидат и бубрежните или заболувања кај тие пациенти, да испитаат дали има беланчевни во мочта, дали има недозволено многу црвени крвни клетки или во мочта, каков е крвниот притисок и каков е шекерот на гладно. Ако тој шекер на гладно е над 7,1, веќе треба да се запали аларм дека може би тоа и е, нели, шекерна болест. Па треба да се направат дополнителни тестови како што е, нели, орален глукоза толеранс тест, да се види е, не е и така натака. Си има, нели, се своји принципи и тоа им се задачи на докторите и тие мораат да ги исполнат тие на своите осигуреници и тоа е еден од методите да се подобри и подигне здравственото ниво на македонската популација. Така. Господја Венковска, ајде да слушнеме од вас од какво значење, односно од каква важност внесот на течности во организмот за бубрезите? Секако дека внесувањето на течности е многу важно. Ние мора да се придржуваме на фактот дека мора да внесуваме по 2 децилитри дневно, значи течности за подобра функција на целиот организам, а секако дека тука се вклучени и бубрезите. Нели со внесување на течности ние внесуваме и одредени минерали кои што ни се потребни, а секако дека ги филтрираме токсичните материи, значи сите разградени продукти од храната, значи метаболните процеси што ни се случуваат секоја минута во нашето тело се многу значени, нели, за да се исфрлат непотребните токсични материи и секако дека да го освежиме организмот со нови течности, односно со внесување на доволно течности. Секако дека при невнесување на доволно количина на вода, пред се би кажала, може да допринесе, нели, до одредени компликации. Тука задршка на течности и на тоа мора да внимаваме, посебно, нели, периодот како што предстои летото, мора дополнително, значи, да обрнеме внимание на внесувањето на течности. Се случувало, значи, период и да дехидрираат при одредени состојби. Во тој случај, нели, ние превенираме и лекарите секако дека дополнително со интравенска терапија или внесување на одредени препарати кои што во својот состав содржат електролити, за да ја надополнат што е можно побрзо таа загуба на течности. Преку потењето, не е само мокрењето, меѓутоа и потењето ние доста губиме од нашата течност, тука е одржувањето на телесната температура. Значи, внесувањето на течности ќе ни влие и за одржувањето на телесната температура, како што рековме, нели, одржувањето на крвниот притисок, секако и функцијата на бубрезите, целиот уринарен тракт. Задршка на течности, невнесување на течности има дополнителна важност или потенцијал за развој на одредени бактерии. Значи, одредени инфекции да настанат токму поради невнесување на течности. Затоа мора, ние ги советуваме нашите пациенти секако да обрнат внимание во внесувањето на течности. Така. Професоре, да добавите нешто, јас би ве прашала. Да, во ред е. Мислам, бубрезите како орган бараат течност. Значи, ако некој внесува повеќе течност, со тоа ја олеснува работата на бубрезите. И на некој начин ја зголемува нивната животоспособност и долговечност. Што тоа значи? Бубрезите треба да користат помалку ензимски системи и помалку енергија за да одредениот квантум на распадни материи кои што се внесуваат со храната бидат елиминирани за 24 часа. Иначе што се однесува до внесувањето на течност, човекот внесува ако е жеден. Тоа се, значи, механизми кои што конкретно
го регулираат тоа. Ако вие внесете поголема количина на солена храна, Сакав да ве прашам за да разграничам. секако дека вие ќе внесете и повеќе течност, заради тоа што солената храна ќе влијае на механизмите таму на хипоталамус, има посебни центри за жед, кои што ќе го натераат човекот да внесе повеќе вода за да солта, тоест натриумот го разблажи. Тоа се многу фини физиолошки регулатори. А дали прекомерниот внес на течности може да ги оптовари бобрезите? Може, ако некој имаме ние состојби во психијатријата, како што е потоманијата. Човекот ќе седне на чешма и само голта вода. И може да дојде, кај тој случај, ако не ја поврати таа внесена вода, да разблажи, да кажеме, крвта, да дојде до една хипоонкија, хипотонија, тоа да се искомплицира со оток на ганглиски кегли, да се јават грчеви, така натака, може да настане и кома. Само тоа се случува ретко кај човек кој што има функционални системи регулатори на жед. Сакам вниманието да го обрнам на нешто друго. Пациенти кои што почнуваат да ја губат својата функција, тие стануваат пожедни, повеќе внесуваат течности, заради тоа што и повеќе мократ. Значи, бубрек кој што почнува да ја губи својата функција, не може доволно да концентрира за да изфрли сол, за да изфрли калиум, за да изфрли уреја, да изфрли креатинин, мочна киселина и другите разградни продукти што се феноли, индоли, скатоли, сукцинилванидин и така натака, не може. И тој сега почнува по цена на поголема количина на течност да ја врши таа регулација. И тој долго време успева доколку пациентот внесува доволно течност. Сега некој човек си вика, јас до вчера мокрев, што се вика, до пред 2-3 месеци по литар и пол, 2, сега мокрам по 4-5. Човек тоа не може да го каже како што го кажувам јас така, меѓутоа, затоа што ретко кој собира да види точно колку мокри, но гледа, му се суши стално устата, стално пие и повеќе мокри, и тоа може да биде еден од симптомите што ќе го натера да оди кај лекар за да се направат соодветни испитувања. И последната од тие во почеток што кажав регулаторни функции на бубрегот што почнува да крахира, да пропаѓа е регулацијата на вода и на електролити. Оти се друго е помалку битно од ова последното. Значи бубрегот на крај ќе попушти со регулацијата на водата и електролитите. И тоа е таа теорија на цена. По цена на тоа што тој повеќе ќе пропушти вода, со поголемото количество на вода ќе овозможи и исфрлање на поголем квантум на опасните материи кои што инаку би останале во крвта и би правеле соодветни проблеми. Инаку од физиолошка гледна точка колку да внесува човек вода, значи ако оставиме на страна регулаторните механизми на мозокот, на хипоталамусот е, она што го исфрлате преку мочта да го компензирате, тоа што ќе го изгубите преку потта и тоа што ќе го изгубите преку белите дробови, таа перспирација видлива и невидлива, сензибилис и несензибилис, и тоа е негде околу 1,5 литар до 2 литри за 24 часа. Имате луѓе кои што не внесуваат многу течности, имате луѓе кои внесуваат повеќе течности, не слушаат некакви. Често пати тоа е и работа, како да ви кажам, на навика. Не? Ако во некое семејство повеќе се користи солта, сите во тоа семејство повеќе вода, нели? Сега проблемот е што навиките остануваат, а можноста на бубрезите да адекватно компензираат со текот на годините се намалува. Замислите за некој млад човек, он може да изгуби 200-300 милимола натриум за 24 сата без проблем. Меѓутоа, кога капацитетот на бубрегот ќе се намали и не може тоа да го направи, а тој со навика да продолжува да се јаде солена, тогаш ќе се појават знаците што е да ќе го боли глава, ќе има вртоглавица, ќе му порасне крвниот притисок, ќе гледа дека се јавуваат отоци прво на подколениците, утрински отоци околу очите и така натака. И тоа веќе е аларм кој што ќе каже чекај бре човек, не смееш да продолжиш како досега што си правил. Меѓутоа, навиките се нешто што многу тешко се менуваат. Не? И затоа треба во старт, нели, да популацијата се навикне на ова што е здраво, што е добро. Прво, сега кардиолозите препорачуваат порано помалку
120 минути, 180 минути неделно, сега се качија на 210 минути неделно активност физичка. Значи, многу е важна физичката активност за превенција на сите болести, вклучувајќи не само кардиоваскуларните, туку и малигните болести, и овие ревматолошки, и автоимуни и така натака. Многу е тоа битно. Физичка, седантирен начин на живење, сега во дискусијата со еден мој млад колега, може само да ви донесе хемороиди, но не може да ви донесе ништо добро. Не? Така да, активноста, диетата, сите ние добро ја знаеме, дека треба да внесуваме доволно свежо овоштие, значи свеж зеленчук, значи храна, онаква каква ја дала природата, без дополнителни приправувања и подготовки, бидејќи тие обично го елиминираат тоа што е најкорисно во храната, тоа се квалитетните витамини и минерали, не. И како што ви кажав, значи, колку што е можно, помалку сол во исхраната. Тоа би било суштината на ова нешто. Сега тука има различни видувања околу количините, меѓутоа на некому да му наредите норми, многу е тешко, бидејќи тој толку пие. Иначе што кажа колешката пред малку, ако некој има инфекција на мочните патишта, тој нормално треба да внесува повеќе течности, додека не елиминира, бидејќи еден од начините на елиминација на бактериите е и да се моча повеќе, да се внесува повеќе течности, да се тие бактерии кои што залепени со своите фимбри за уринарниот тракт полесно бидат елиминирани и се обично лекарите советуваат и различни уролошки чаеви, тоа се составени чаеви кои што имаат активни субстанции во себе, кои им го загорчуваат животот на бактериите, како да кажам, ги имате повеќе мечкино улов, ајдучка трева, засеклива трева, кора од липа и така натака. А сега имате многу модерни чаеви кои што се сомелени, по 10 да речем уролошки чаја и можете со едно лажиче, многу се вкусни, морам да ви кажам, по чаша ладна вода и да преминете на тој начин на внесување на течност, дека имате уринарна инфекција, а не да варите вие чај 2-3 кила за цел ден да ви стигне и така натака. Значи, тоа е околу течностите. Се слагам дека е ова прва работа е регулацијата, нели, која што самиот организам си ја обавува, бидејќи ние знаеме лекарите некои работи, но најголем доктор сепак е во овие фази на полукомпензација организмот на човекот. Толку околу овој проблем нема, имам што да додадам повеќе за диетата, да кажеме, можеме да ја кажеме. Повелете. Бубрежните болести се едни каде што диетата е многу важна. Да кажеме, ако имате вие покачена мочна киселина во крвта, која што не само што ќе даде гик, нели, ќе даде оштетување на зглобовите, на лактот, на коленото, на скочниот зглоб, нели, така наречена гонагра, подагра и така натака, туку тоа може да ви даде и оштетување на бубрегот, нели, урична нефропатија може да предизвика. Сега еден од начините, барем она што може да го направите, да намалите внос на мочна киселина во исхраната. А тоа што значи да се откажете од црвените меса, потоа што ја знам там паштети различни каде што има многу нуклеински киселини кои во својот метаболизам на крајот преку ксантиноксидазата доведува до создавање, нели, од метилксантин, нели, мочна киселина. Тоа е едно што можете да го направите повеќе, значи помалку месо во исхраната, да станете повеќе вегетаријанец. На тој начин ќе им помогнете на бубрезите, бидејќи тие со помалка вклучување на енергија ќе можат да ги елиминираат, нели, од растително потекло, што се разградни продукти од растително потекло не дава, нели, мочна киселина. Тука може многу да помогне и белиот дрог преку исфрабувањето на јаглен двооксидот, нели. Бубрезите 80 до 100 милимоли можат да исфрлат кисели радикали, а белиот дрог преку системот на карбонска киселина и јаглен двооксид може 22 до 24.000 милимоли да исфрли. Значи, со тоа му помагате во компензацијата на организмот. Друго што е важно за бубрежните болести, тоа е помалку протеини во исхраната, значи повеќе вегетаријанство. Докажано е дека популации кај што нема месо, тие подолго живеат, нели? Заради тоа што филтерно оптоварување на бубрега значајно помало кај тие луѓе и заради тоа феноменот на гломерулосклероза, тоест фиброза, уништување на тие функционални клопчиња, што како исполнав дека ги има
кај здрав човек по милион во двата бубрега, тој процес многу тука поспор. И затоа ние често пати мериме со собирање на 24-сатна моќ и одредување на уреа, тоа е еден разграден продукт пак на протеините, овие нуклеинските киселини подаваат ацидум урикум, моќната киселина, а протеините даваат уреа, и преку таму некои формули можеме да определиме колку зема на килограм телесна тежина протеин. Здрав човек околу 1 грам треба да зема, не повеќе. Ако имате 70 кила, 70 грама протеин, ако помножите таму по 6,42 има нели формула, ќе видите колку тоа може да биде како квантитет месо, млеко, јајца, риба, соја, која што е од растително потекло, но пак има во себе доста протеини. Болните кои што имаат гранична бубрежна функција, значи имаат намалена бубрежна функција, ама се уште се добро компензирани, треба да земат негде 0,6 до 0,8 грама протеин на килограм телесна тежина. Значи денеска докторите не можат да кажат дека не може тоа да се мери, значи тоа е мерливо и може точно да се каже кој колку. Тука е потребно едно добро соработување на соработка меѓу докторот и меѓу пациентот. Треба пациент да биде мотивиран да го продолжи периодот на, да кажам, недиализна зависност. Значи после тоа, ако ќе се изгуби функцијата, нема што друго, освен да се користи заместителна терапија за бубрежната недостаточност, а тоа е диализата, перитонеална, кога се става вода во мевот, во мевната празнина на 4-5 сати по 2 литра, па се вади, бидејќи таму преку баланс на размена, дифузија, осмоза, отровите одат во течноста па се исфрлаат надвор, или директно крвта оди преку посебна полупропуслива мембрана, која што овозможува директно филтрирање на крвта, што кажавте во старт, бубрезите ја филтрираат, сега наместо бубрезите машината ја филтрира крвта и преку неја се елиминира се што е штетно, а она што е корисно, протеините да кажеме и некои покрупни аминокиселини, тие се враќаат нели назад. И нешто што е денеска помодерно, пософистицирано и можда поприфатливо за пациентите, тоа е пресадување на орган. Али? Так. И тука имате две алтернативи, или да се користи орган на кадавер, или да се користи орган од жив. За жал во нашата држава се уште останува ова втората алтернатива, да користиме од живи дарители кои што се сродни или несродни, и за тоа си постои законска регулатива како тоа се изведува, а ова другото е многу жалосно што кај нас никако да заживее, а тоа е кадаверичната трансплантација. Треба популацијата македонски и народот, ева ќе искористам прилика да свати дека не треба да се држиме до некои строги догми. Никако не сакам моето дете, сакам цело да влезе во земја, нели? Или да мојот родител да се оскрне. Не е тоа никакво скрнавење. Како што ние на клиниката зборуваме, органите се потребни тука на земјата, не му се потребни на небото. И друго нешто, фамилијата која што се наоѓа во многу лоша ситуација да треба да одлучи да даде орган на свој близок, на некој друг, треба да свати дека можеби во идно време таа иста фамилија за друг член нејзин ќе има потреба од орган на друго лице. Значи, процесот не е едносмерен. Фамилијата не е таа која само дава, тоа исто така таа и прима. И се додека тоа не влезе во свеста на нашите луѓе, ние ќе имаме обструкции да, Македонија, можам да ви кажам, губи негде околу 100-150 бубрега годишно. Кога тие би се искористили за пресадување, па центрите за диализа би се свеле на многу помала мера, како да ви кажам. И пациентите со пресаден бубрег имаат еден квалитет на живот многу повисок отколку тие што се на диализа и се зависни 3 пати неделно 4 сата да лежат таму во кревет, или тие што се дома па морат на 4-5 сати сами да си менуваат течност, а постои ризик да се инфицира таа нивна мевна празнина, па после оди лежи во болници и така натака. Така да тоа е еден систем кој што треба да се промисли во старт и да се спроведе колку што е можно поефикасно. Затоа е потребно вие како телевизија многу да направите, државата многу тука треба да направи, треба да бидат ефтини тие реклами, дади орган, продолжи живот и така натака, и да се работи активно со популацијата на ова поле, за да луѓето еднаш сватат
дека не е тоа нешто што треба да се спречи. Не. Можам да ви кажам дека овде на Балканот, па и во светот, Хрватите се први во свет по собирање на органи за кадаверична трансплантација. Денеска се трансплантира се мозок. Значи се трансплантира црн дроб, бел дроб, срце, панкреас, бубрези, коскена срцевина, црево, зглобови и така натаму. Се извинувам, може би бев малку преоширен. Супер. И треба да видите така за да гледачите сватат всушност зашто зборуваме, да им ја појасниме вистинската слика. Господја Петковска, што препорачуваат фармацевтите за едно подобро работење на бубрезите? Што е она што може да се издаде без лекарски рецепт и во каква форма да се најде? Секако дека кај нас доаѓаат обично при акутни воспаленија, значи акутни бубрежни воспаленија, ние тука ги советуваме, нели, соодветно со алтернативниот начин на лекување, бидејќи сите останати според законот на Република Македонија се со препорака на лекар. Алтернативниот начин на лекување што вклучува одредени чаеви, одредени препарати на природна, на билна база, кои што ќе допринесе нели дополнително за подобра функција или исфрлање на внесување на повеќе течности со тоа како што рековме, нели, елиминирање на тие вирусни или бактериски инфекции, меѓутоа секако дека тоа е само алтернативниот начин на лекување. Правиот, значи, бубрежната функција или нарушување на бубрежната функција мора да се лекува. Значи мора да се лечи со препорака од специјалист, интернист, нефролог. Не може тука да се лечи на своја рака или пак со некој како што препораки од друго лице. Значи мора да биде стручно медицинско лице во такви случаи. Ние во аптеките нели само алтернативниот начин кој што не е дозволен може да го со соодветен совет за пациентот може да помогнеме во доброто здравје на пациентот. Меѓутоа секако бих кажала дека главниот начин, главното лекување тука го врши лекарот, интернистот, специјалист по одредена област. Професора Чекаларовски, за крај на емисијата да слушнеме која е улогата на нефрологот во системот на едно современо мултидисциплинарно лекување? Да, значи ова е едно така од најубавите прашања кои до сега го поставивте. Кој е местото на нефрологот во системот на здравствена заштита? Јас можам да кажам дека е тоа тематика која се разработува и во светот и кај нас. Основното прашање е да не дозволиме бубрежната болест, која што е акутна, да хроницизира, да стане хронична. И ако веќе станала хронична, да не дозволиме да дојде до губење на бубрежната функција. И заради тоа има класификација на постепени од 1 до 5, со градации субстепени 3.1а, 3b, кај што се мери точно, значи, преостанатиот степен на бубрежна функција, така наречената гломеруларна филтрацијска стапка, и се класифицира во две подгрупи дали има оштетена бубрежна функција со присутна бубрежна болест, докажана, или имаме присутна бубрежна болест, но немаме нарушување никакво на бубрежната функција. Значи, улогата на нефрологот е да биде во постојана корелација, соработка со другите служби. Нефрологот, ако го сметаме дека е терциерна здравствена заштита, да комуницира тесно со интернистите. Значи, тоа е тој среден, да кажеме, степен на здравствена заштита, а исто така и директно со матичните лекари. Значи, матичните лекари се лекари. Тие со закон треба да диагностицираат и да лекуваат се. Тешко е тоа да се спроведе во пракса заради преголемата обемност на информации, нели, со кој што располага денешната медицина, и како лекарот би можел да знае се и да лекува се. Меѓутоа, во светот негде околу 80 до 85% од здравствените услуги тој лекар на примарна здравствена заштита ги завршува. Другите 10% одат на секундарно ниво, а за специјалистите се тие малку 5%. Меѓутоа, тие се тука за да развиваат
медицински пристапи, да учествуваат во континуираната медицинска едукација, да го подигнуваат здравственото ниво воопшто на докторите. Значи, на таа релација треба, нели, лекарот, нефролог, да соработува со нив. Се што е суспектно, дека може да биде кобно за пациентот, нели, треба да го упати на интернист. Интернистот ќе го процени случајот, ќе види дали е тоа во делокруг негов на делување, да може да се справи со проблемот, нели? Или пак, ако не може, ќе го упати на терцијарно ниво. Имате, да речеме, болести кај што е можно излекување. Како што кажав во стартот, дека постои таму некој теснец на артеријата, кој ќе се, а васкуларецот ќе го реши, васкуларниот хирург. Или пак, кај постар маж има зголемена простата, пак ќе се направи простатектомија, или ќе добива лекови 7-10 години, кои ќе овозможуваат полесно мокрење, без да бидат оштетени бубрези. Меѓутоа, ако пациентот се навикне на тие симптоми, не побара докторска помош, не се лечи, ќе дојде до проширување на двата бубрега, тоа го викаме хидронефроза, ќе се оштети функцијата и ќе завршат на диализа. Значи, трагично е тоа. Или замислете машко дете кое што се родило со валвула на задна уретра. Тоа се при секое мокрење, пишти, вришти, мајката, таткото не знаат. Што се случило? Го носат на матичен педијатар. Педијатарот е тој кој треба да им каже, дајте да видиме, да испитаме, ќе го упатиме на радиолог да откриеме има или нема валвула. Ако има валвула, тука е, нели, педијатриски уролог кој ќе го оперира тоа дете и на тој начин ќе го спаси детето од бубрежна болест. И можам да кажам дека таа работа треба да се направи брзо. 2, 3, 4 месеци после раѓањето. После да го оперирате, ако дојде до хидронефроза, вежиколитерален рефлукс, ништо не може, се враќа мокрачата през секое мочење, наместо надвор да излегува кон бубрежињата на детето. Некои работи се од карактер, ако на нив се мисли, да се превенира. Или ако се проширени тие делови на мочоводот во зидот на мочното бабуле, тука има, нели, техника да се тоа стесни, да се овозможи само од горе надоле мошта, значи феномен на валвула, да влегува, а да не може од бабулето да се враќа назад. Значи тие системи постојат како такви. Или ако постои некоја уринарна инфекција, па дајте таа инфекција да ја излекуваме, да не дојде до асцензус, до качување на бактериите преку мочоводот кон ткивото, па да направи пионефрит, нели, хроничен. Исто така, ако е некој роден со еден бубрек, агенезија, па треба да знаеме дека тоа е лице со еден бубрек. Тоа не треба да прифаќа професии кај што може да падне од висина, шофер да биде сообраќајка да направи, па да го изгуби тој бубрек и тој директно оди на диализа. Значи, ако се има претходно знаење за состојбата на секој граѓанин од аспект на тоа каква е состојбата со бубрезите, ќе може, нели, со него поинаку да се разговара и да му се сугерира што и како да постапува, нели, во животот. Тоа се тие кај што може нешто да се направи. Но имате вие болести кај што не можете вие активно болеста да ја отстраните. Вродена аномалија. Тука што е? Тука не можете да направите ништо, али можете со овие дополнителни мерки на диета и терапија, што ве ги спомнав, да го борите крвниот притисок, да ја продолжите, да го продолжите животот на тие луѓе без да бидат зависни од дополнително суплементарна терапија. Инаку што кажа колешката за суплементарна и, нели, комплементарна медицина, алтернативна медицина, аюрведа и така натака, тоа е во Македонија веќе озаконето, веќе постои комора за таа суплементарна, комплементарна, нели, медицина, таа е веќе на некој начин одвоена од лекарската комора на Македонија, функционира независно. Единствен услов е тој што ќе се занимава со таа работа да биде лекар. Значи, не може да се дозволи шарлатанство, значи некој тука да лекува и така натака. Значи, тој што ги занимава со таа работа треба да ги знае прво основните канонски принципи на медицината. И се што се прави понатаму, алтернативно и така натака, треба да биде сепак засновано на искуство и на медицинска логика. Нели? Тоа се работи кои што се неопходни за да може така, нели, да се поставува. И на крајот би кажал уште нешто, таа, нели, комплементарна медицина, нели, сега во западните земји таа е многу, да кажеме, развиена.
Ели, таа кај нас се во повој се наоѓа. Таа треба да си најде паралелен пат со канонската медицина. Не да биде само еден привесок, суперфлу, кога канонската медицина ќе каже, тука не може ништо да се направи, дај сега барате чаре на друга страна. Не. Оти пациентот кој што е давеник се фаќа за сламката. Нели? И тука треба нешто да се направи на добра регулатива, да не бидат луѓето мамени, да им се земаат многу пари, да им се ветуваат многу работи, имате рак, јас ќе ви излекувам, остави ги докторите, че тие работи треба да се најстрого санкционира. Што препорачувате за едно добро бубрежно здравје како За интернист, добро нефролог? бубрежно здравје, значи превенцијата би ја ставил на прво место. Прва работа е луѓето да се хранат исправно. Тоа значи да има доручек, ручек, вечер. Да се ограничи, намали внесот на сол и протеини во исхраната. И тоа може да се направи во првите денови од животот. Имате вие семејства долговечни, кај што со традиции, со генерации се негува здрав начин. После доволна физичка активност. Значи многу важна работа е физичка активност. Добро обработување на емоционалниот и друг стрес со кој што се соочува единката. Вие треба да поминете на сите стили и харидби неоштетени. Современиот живот бара многу од вас. Вие треба максимум да дадете од себе, да постигнете она што ви е таргет, но да останете на некој начин на психички план непогодени, да не добивате перманентен стрес, да размислувате само за тоа што ќе ви каже директорот, нели тој мобинг и така натака, феномен на согорување, брни. Значи сите тие работи треба да ги отстраните лево и десно од вашиот пат, нели прешта. Одвоите во текот на неделата или на денот нешто што ќе биде само ваше, што ќе ви исполни, имајте некој хоби. Например, мој хоби е да гледам, што ја знам, страни, марки, на часовници и така натака, тоа ете ми исполнува, не. Сум физички доста активен, не викам дека ќе бидам долговечен, тоа никој не го знае, Секако. независно. Ние сме имали случај да еден наш еминентен професор на медицински факултет, кој што беше риба сарага со никакво масно ткиво на него, кој што трчаше, отиде на водно и почина. И сакам да ви кажам дека смртта е нешто непредвидливо, уште нешто ќе ви кажам, во многу студии, сериозни студии направени на стотици илјади пациенти, кај што се донесуваат многу ригорозни и точни заклучоци, единствено смртта не може да ја предвидат. Значи, тоа е нешто што останува како енигма која треба младите генерации да ја разрешат. Господја Петковска, како магистар во фармација, еве слушнавме што е она на кое што треба да внимаваме, а што треба всушност да содржи храната во својот состав која ја внесуваме за добро бубрежно здравје. Секако, јас тука за крај би додала, значи пациентите сите, доколку појават некои од овие симптоми за кои што зборувавме досега, да не чекаат, да се обратат кај своите матични лекари, да побараат помош и контрола, значи да прават редовна контрола на своето тело, односно со одредени анализи каде што точно ќе може да се утврди здравствената состојба. Секако дека внесувањето на течности, физичката активност е многу значајна, така да обрнат повеќе внимание на ова и секако дека превенцијата е многу, како што рече професорот, многу значајна и многу важна во здравјето на организмот. Така да јас само за крај тоа би додала, бидејќи нели на пазарот, како што рековме, има многу препарати, а не би обрнала внимание, нели не би конкретизирала одреден препарат, така да секако дека доколку, како што рековме досега, имаат некои симптоми, нека се јават веднаш кај своите матични лекари, секако на време на увидување на проблемот полесно и се решава. Ви благодарам за тоа што денес бевте дел од утринската емисија Нов ден. Професоре, еве особено да ви се заблагодарам и на вас што не удостоивте со вашето присуство. Се надевам, господја Петковска, дека ќе имаме можност да се дружиме и во иднина на некоја поконкретна тема за разговор. Благодарам за поканата. Секако ќе ми биде задоволство.
Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за тоа што и вие бевте дел од денешното издание на Нов ден. Следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш, чувајте го вашето здравје, имајте убав ден и останете со нашата програма.